Итни реформи во здравството за задржување на лекарите во државата. Владата и Министерството за здравство најавуваат скалесто покачување на платите на лекарите, со што до 2020 година, односно за 2 години, би требало да изнесуваат минимум 100.000 денари за лекар специјалист. Исто така, во програмата за работа на владата за периодот од 2017 до 2020 година, со низа мерки гарантираме дека ќе создадеме достапен, квалитетен и долгорочно финансиски одржлив систем за здравствена заштита. Со тоа ќе обезбедиме достоинствени услови за вас, за ваше професионално надградување. И секако ги изголемивме вашите и платите на сите доктори, односно ќе ги изголемиме. Тоа за вас ќе биде дополнителна мотивација да бидете посветени на својата работа, соодветно да се грижите за своите пациенти. Ветивме дека до крајот на нашиот мандат платите на здравствените работници ќе бидат двојно зголемени. До 2020 година, кога дел од вас веќе ќе бидат специјалисти во одредена област, платите на докторите специјалисти во терцијерното здравство скалесто ќе се зголемуваат и ќе изнесуваат минимум 100.000 денари, односно 1.600 евра. Премиерот им порача на младите лекари да го кренат гласот и да кажат за своето незадоволство, зашто на тој начин се иницираат промените во општеството. Специјализантите се пожалија и на неплатени дежурства, на што министерот Филипче одговори дека од септември ќе се наплаќа и ноќниот труд. Во првата фаза на планирање се сконцентриравме на плаќање на месечниот надоместок. Секако дека и ноќниот труд треба да се плати и размислуваме и за тој момент и го планираме после месец септември, кога ќе бараме дополнителна сума на пари со ребалансот на буџетот за да се задоволат и овие барања. Во однос на второто прашање и во однос на типот на работа кој што го добивате, мислам дека допирате едно суштинско прашање, тоа е квалитетот на едукацијата на кој што треба многу сериозно да се работи и треба многу внимателно да се пристапи. Македонското здравство веќе се соочува со голем дефицит на лекари. Речиси во секоја општа болница фалат специјалисти поради што во некои од нив не функционираат цели одделенија.